свески на олтарот, сводовите наптексот, особено циклусот енергија. И дека со право сосема е разбирливо дека конкретно 15 век кога Охрид станува. Почитувани академици, почитувани промотори, Ваше блаженство, господин Стефан, поглавар на Македонската православна црква, Охридска архиепископија и Јустијана Прима, почитувани архиери, почитувани академик Ѓорги Старделов, почитуван академик Камбовски, кој што се промотори, почитуван професоре Сашо Цветковски, почитувани други представници на Македонската православна црква, почитувани пријатели на академик Цветан Грозданов, дами и господа, добре дојдовте на промоцијата на ова издание Богородица Перифлепта Свети Климент во Охрид. Ова монографија, почитувани, де факто го представува седмиот том од циклусот избрани дела на академик Цветан Грозданов, што представува еден прилично голем проект на Македонската академија на науките и уметностите. Го реализираме заедно со книгоиздателството Матица Македонска. Го поздравуваме господинот Раде Силјан. И јас сум убеден дека ние ќе успееме во текот на оваа година и негде до средината на следната година да ги издадеме и преостанатите 3 тома. Значи, тој циклус де факто содржи 10 тома од монографии различни, многу вредни, капитални, од творештвото на академик Цветан Грозданов. Добро, станува збор според тоа за труд на академик Цветан Грозданов, апсолутно нашиот најзначаен и најеминентен теоретичар на историја на уметноста, византолог со огромна репутација не само во нашата земја, не само во регионот, ами и многу пошироко. Академик Грозданов создаде величествено, би рекол грандиозно дело, кое што се одликува со неколку релевантни карактеристики. Прво, неговите научни истражувања се протегаат на вонредно долг временски период. Временски период кој што опфаќа векови. Една милениумска хронологија, која што почнува од најраните пројави на старословенската култура и уметност на овие и пошироките простори, преку досниот среден век, го опфаќа периодот на македонската преродба од 19 век и завршува фактички до денешни дни. Тоа е таа прва квалитативна карактеристика на научниот опус на академик Грозданов. Втората е поврзана со импозантноста на самиот опус. Станува збор за повеќе од 300 научни трудови, од кои многу се и капитални дела, како што е впрочем случај и со оваа монографија Богородица Перифлепта Свети Климент во Охрид. Третата карактеристика е исто така многу значајна. Мислам дека не може да стане збор за квалитативно вреднување на делото на академик Грозданов, а да се пренебегне фактот дека станува збор за научно творештво со една импозантна научна ригидност. И дека станува збор за дело со докажана меѓународна и репутација и оригиналност. Фактички, делови од оваа монографија се врзани со оригинални откритија што ги направил лично академик Цветан Грозданов во смисла на откривање на хронолошки пластови во капиталните објекти, уметнички, црковни во Охрид, пред се мислам тука на Света Софија, а исто така и на Перифлепта, Богородица Перифлепта, особено јужниот дел од фасадата и Страшниот суд. И четвртата работа, што е многу значајна, е најдиректно поврзана со Охрид. Родниот град на академик Цветан Грозданов, магичниот Охрид, во кој што е концентрирано неверојатно, импозантно, културно богатство, културно наследство и што представува силна мотивација во творештвото на академик Цветан Грозданов, магичниот Охрид
за кој што своевремено големиот руски славист со светска слава Виктор Григорович кажал дека Охрид останува најтаинствениот пункт на целата историја на Јужните Словени. И токму заради таквите карактеристики Охрид секогаш и до денешни дни бил мотивационен фактор и сериозен научен предизвик, би рекол, за европската, па дури ако сакате и за светската византолошка елита. Инаку оваа монографија, што денес ќе биде промовирана, содржи 15 текстови. Тоа се статии, тоа се студии, пишувани во еден релативно долг временски период од повеќе од 50 години, во периодот 1965-2017. Онака како што ги создавал академик Цветан Грозданов, тие биле објавувани во престижни домашни, во тоа време југословенски, но и престижни меѓународни списанија. Но за структурата се разбира и карактеристиките на ова дело многу повеќе ќе говорат промоторите. Мене ми представува задоволство и така ме обзема пријатно чувство, затоа што сум сигурен дека ние за кратко време ќе успееме комплетно да го финализираме, да го завршиме овај циклус на избрани дела на академик Грозданов, односно да ги издадеме и преостанатите 3 други томови. Чувството е пријатно заради фактот што делото и научниот опус на академик Цветан Грозданов се навистина едно безпрекорно, би рекол уникатно, автентично и оригинално сведоштво за раскошната култура и уметност на почвата на Македонија. Ви благодарам на сите за присуството, посебно им се заблагодарувам на оние што дадоа особен придонес да излези ова значајно издание. Тука, мислам, пред се, приредуваче Сашо Цветковски, заврши голем дел од работата. Тука исто така сакам да се заблагодарам на рецензентите, академик Старделов, академик Камбовски, на другите вработени во нашиот Центар за културно наследство, кој што од неодамна го носи името на неговиот основач, Цветан Грозданов. Посебно сакам да се заблагодарам на представниците на Македонската православна црква. Ние имаме одлична соработка. Најпрви самиот автор, академик Цветан Грозданов, беше и близок пријател и соработуваше и со неговото блаженство господин Стефан, и со сите други архиереи, нели, беа блиски пријатели, но исто така соработува на научен план. И ние тоа посебно го почитуваме заради фактот што еден огромен дел од тоа културно богатство на Македонија најдиректно е врзано со сакралните објекти на Македонската православна црква. Уште еднаш ви благодарам на вниманието и сега дозволете да го повикам неговото блаженство, господин Стефан, да земе збор. Благодарам. Почитуван академик Таки Фити, председател на Македонската академија на науките и уметностите, почитуван академик Битракова Грозданова, почитувани академици, почитувани архиереи и свештенослужители, почитувани почитувачи на покојниот академик Цветан Грозданов и на неговото дело. Пред нас е монументално дело, дело за една културно-уметничка, но и за една лична историја. Ова е дело за боите и ликовите, насликани некогаш за потребите на црквата, а во слава на Бога, но и дело за неуморноста во научниот подвиг на еден голем љубител на средновековната уметност на територијата на Македонија, па и пошироко. Промовираме дело од собрани текстови, прилози и студии на покојниот академик Цветан Грозданов, кому
ако беше денес со нас, ќе му го честитавме 83-тиот роден ден. Ова се текстови напишани во разни периоди и за различни поводи и објавени во познати и угледни списанија и зборници. Сите овде поместени трудови имаат една цел, една намена да ја расветлат историјата, да ја објават вистината и да ја разоткријат мистеријата за еден жив споменик на византиската уметност, но и пред се на еден храм, паметник на православното христијанство на овие наши македонски простори. Делото за кое денес станува збор е поврзано со Охрид, место кое изобилува со голема природна убавина, но е и град светилиште во кој се сочувани многу културни вредности кои што сведочат за неговата вековна историска традиција, почнувајќи од антиката, ранохристијанскиот период, средновековието, преродбата, па се до денес. Тој е град на бројни неповторливи сакрални споменици, цркви и манастири, па оправдано е наречен и словенски Јерусалим. Без нив, несомнено Охрид би бил сосема друг град, поинаков и непрепознатлив. Храмот Пресвета Богородица Перивлепта во Охрид, до не така одамна со причина нарекувани Свети Климент, кој е и темата на интерес во содржината на оваа монографија, е несомнено еден од најзначајните, највелелепните и најпредставителните дела на тогашната византиска уметност и архитектура, поради што има посебно место во историјата на уметноста. Станува збор за храм на Охридската архиепископија, посветен на празникот Воведение на Пресвета Богородица во храмот или Света Пречиста, граден во времето на Охридскиот архиепископ Макари. И вистина е, и засведочено е, од првото влегување во храмот се случува воведение во еден простор, чиниш кој не е од овој свет, во едно место кое како да е надвор од актуелноста и сегашноста. Секое пречекорување на неговиот праг, како да е преминување во свјатаја свјатих, место кое го милува окото и ја топли душата. Тој храм е велелепно дело и добро и убаво, затоа што во себе ја содржи хармонијата која ги соединува различните димензии на реалноста. Станува збор за полнота на убавината и како градба, и како фреско живопис и иконопис, пример на уметноста која се стреми кон бесконечното, кон вечното и божественото, во обидот во себе да ги испреплете убавината и светоста, да се представи невидливото во видливото. Перивлепта е уметничко величие кое не се ограничува со убавината во хоризонтална смисла, затоа што убедливо се наметнува незината вистинска вертикална вредност, таа која нескротливо копне кон небесниот зенит. Над зидовите од храмот, во секој микропростор, има многу историја, но гледајќи ја таа историја, се доживува вечната сегашност. Чувството што се буди од наблюдувањето на тоа системско, конкретно, хармонично и подредено шаренило, тој мирис што се чувствува од древното, од боите и напластените векови, како и впиениот темјан, тој звук што се слуша од молитвените воздишки и од стапките по древниот пот и излижаниот плочник, се таму воведува во тајната на небото. И како да нема да го плени духот, да го смири битието и да ги возвиши умот и чувствата,
тој севкупен призор. Влегуваш низ древните врати, а пред тебе во полн раст, со расширени раце, во молитвено дејство, таму високо на олтарната апсида, те пречекува она пошироката од небесата, која служи како најдобрата од нашиот род во сите векови, да и биде посветено ова велелепие. Наоколу пак, ликови и композиции, секој со своето значење и секоја во својата контекст, но неодделно и незасебно од целината. Се во тој храм е потребно, сите сцени, без кои не би бил комплетен целиот живопис, но и целиот тој живопис е суштината без која нема смисла ни еден од останатите делови. Затоа сега, може би најмногу ја разбирам поентата на академикот Грозданов, искажена од него во документарниот филм, посветен на неговиот живот и дело, кога зборуваше за тишината на градот Охрид, во која тој творел. Е токму во Перивлепта, во изобилство е присутна таа тишина, тоа молитвено тихување, во кое многу се чувствуваат времињата минати, но и се дава смисла на времињата сегашни и идни. Почитувани, токму благодарение на академикот Грозданов, како и на многумина проучувачи на овој Дом Божји и на ова завештание, на она која што се гледа, ние денес имаме пристап, имаме знаење за уметничката и за духовната тајна на храмот, чий фрескоживопис се стекнал со светско реноме како еден од најзначајните ансамбли во македонската уметност и во уметноста на проторенесансната на палеолозите. Но со тоа не само на храмот, туку и на периодот кога е тој создаван и насликан, и на времењата кога во него се интервенирало, дополнувало, поправало, внесувало и изнесувало, кога се служело и биле упатувани молитви кон престолот Божји, кога во поголема или помала динамика течела и се испишувала моменталноста на свештените и на националните собитија. И храмот од тогаш, па се до денес, е присутен во наследството и во историјата на боголюбивиот народ од овие наши простори, речиси 8 столетија. Почитувани присутни, ќе подсетам како многу значаен и потребен, како врвен дострел во архитектурата и фрескописот, пречиста во времето на туѓото и новерно иго, по сквернавењето на древната Света Софија, кон крајот на 15-тиот век, било пределен да биде и храм собор на Охридската архиепископија, а со уривањето на светињата на Плаошник и храм почивалиште на најзаслужниот и најголемиот на овие простори Свети Климент Охридски. Но за Перивлепта се што е потребно за неја е опишано и запишано од искусното перо на покојниот академик Цветан Грозданов, ненадминливиот уметник и виртуоз во својата област. Оваа монографија е книга буквар, но и иконографски атлас, каде необјаснивото е објаснето, а убавото е разубавено. А секој што се обидел, знае дека уметноста не се објаснува и затоа за неја тешко е да се говори и пишува, иако тоа е неопходно. Овде академикот Грозданов е уметникот кој говори за уметноста, зашто тоа му беше животниот повик, она што му даваше и смисла и убавина во животот. Еден мудар човек беше рекол:
Достоинственото на уметникот се состои во неговата должност да го одржува воодушевувачкото чувство на светот. Токму затоа и ова книга е писмено сведоштво за цветановата средба меѓу верата и убавото, но и остварен дар на реализирана дарба, забележана во зборови и слики, за да можеме убавината на Перивлепта да продолжиме да ја следиме низ неговите очи. Во најголем дел од текстовите на ова голема студија соопштуваат за фрескописот на Пресвета Богородица Перивлепта, со што ни се дава едно конкретно и обсежно откритие на сликаниот корпус и новој значаен споменик на византиската уметност од крајот на 13 век, како и на иконографското и на фрескографското богатство на некогашната Византија воопшто, кое било наменето и останало за верниот народ на Свети Климентовиот град и за сите кои што доаѓале и ќе доаѓаат во тој храм. Зашто, впрочем, наследството на Михаил и Евтихи, зографите мајстори на храмот, се репрезентативно и конкретно дело кое ни дава увид и пристап до еден значаен период и стил од византиската уметност. Покојниот академик Грозданов не само што лоцира историски, туку и успева да даде точна идентификација на представените ликови, да понуди знаење за целокупната тематика, како и за одделни композиции, да ја долови смислата, потеклото и символиката на насликаното. Толку научно и темелно, што за нас значи дека, читајќи ја ова книга, ја запознаваме Пресвета Богородица Перивлепта и како да го знаеме целиот нејзин живот, односно постоење. Но при ова прилика би сакал да го кажем и следново. Многу наши фрески, икони и сакрални предмети, кои се ретко со својата заумна убавина и спокој, за жал денес живеат во време кое за нив како да има поинаков критериум. Па затоа уште во свое време големиот Конески гласно и со предупредување воздивна: убавино, ти ме заморуваш веќе. Ова книга е воедно потврда за вистинската сила на убавото. Како што рекол Албер Ками, убавината без сомнение не прави револуции, но ќе дојде ден кога револуциите ќе имаат потреба од убавина. Впрочем, со убавината и со убавото започнува да постои и светот. И конечно, не постои создание без своја убавина. Почитувани, да им честитаме на издавачите Македонската академија на науките и уметностите и книгоиздателството Матица Македонска, на приредувачот и на сите кои што се вклучија во обликувањето и издавањето на ова дело. Но пред се и над се да му благодариме на покојниот академик Цветан Грозданов, кој вложувајќи си го животното време ни остави како на народ знаење за нашата уметничка историја и не завети со богатството на нашите предци. Делата се тие што остануваат и продолжуваат да сведочат, а академикот Грозданов остави многу дела и многу сведоци. Да ги чуваме наследените вредности и споменот за нивните творци, како и за оние кои што не поучуваат во нивната убавина, како што беше големиот истражувач и влюбеник во истите покојниот академик Цветан Грозданов. Ви благодарам за внимание.